Денеска православната црква го празнува преображението на Господ Исус Христос на гората Тавор. Преображение на Господ Исус Христос на гората Тавор. Во третата година од својата проповед на земјата, Господ Исус почесто им зборувал на своите ученици за своето блиско страдање, но воедно и за славата своја, по страдањето на крстот. Сосема да не ги расслаби учениците со неговото страдање што предстоело и да не отпаднат од него, он премудар сакал пред страдањето делумно да им ја покаже својата божествена слава. По 6 дни ги зеде Исус со себе Петра, Јакова и Јована и ги изведе на високата гора Тавор сами. И се преобрази пред нив и лицето негово светна како сонце, а лиштата му станаа бели како светлина. И ете им се јави Мојсей и Илија, кои разговараа со него. Тогаш Петар му одговори на Исуса и рече: Господи, добро ни е да бидеме овде. Ако сакаш да не правиме тука 3 сеници, една за тебе, една за Мојсеја и една за Илија. Додека говореше тој, ете ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: Ова е мојот возљубен син, во кого е мојата волја. Него послушајте го. И кога го чуја тоа учениците, паднаа ничкум и многу се исплашија. Но Исус, штом се приближи, се допре до нив и им рече: Станете и не плашете се. Затоа што Јуда не бил достоен да ја види божествената слава на учителот, кого тој ќе го предаде, а него самиот Господ не сакал да го остави под гората, та со тоа предавникот да не го оправдува своето предавство. Зошто се преобразил на гората, а не во долината? За да не научи на 2 добродетели, на трудолюбие и на богомислие. Оти закачувањето на височина е потребен труд, а височината ја представува висината на нашите мисли, тоест богомислието. Зошто се преобразил ноќе? Затоа што ноќта е попогодна за молитва и за богомислие отколку денот. И оти ноќта ја покрива со темнина, сета земна убавина, а ја открива убавината над звезденото небо. Зошто се јавиле Мојсей и Илија? Да се разбие еврејската заблуда дека Христос е еден од пророците, Илија, Еремија или некој друг. Затоа он се јавил како цар над пророците и затоа Мојсей и Илија се јавиле како слуги негови. Дотогаш Господ многу пати им ја покажувал на учениците својата божествена моќ, а на Тавор им ја покажал својата божествена природа. Тоа видение на божеството негово и слушањето на небесното сведоштво за него, како за Син Божи, требало да им послужи на учениците во деновите на страдањата Господови, на утврдување на непоколебливата вера во него и на неговата крајна победа. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј.
Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Достойно est Яко